Почитувани гледачи, добра вечер. 17:10 ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секогаш во емисијата Ваш термин говориме за проблемите со вашето здравје на одредена тема со гостин кој што е доктор специјалист. Така и денес веќе со мене во студиото е доктор Сашо Ѓорѓиевски кој што е офталмолог и ни доаѓа од специјалната очна болница Деница од Скопје. Со него ќе говориме за една тема која што се подразбира болести на очите. Ќе говориме за глаукомот или очен притисок, кој што по катарактата е втора главна причина за жал за загуба на видот. Меѓутоа, пред да го поздравам доктор Сашо во студиото и пред да го започнеме разговорот, би сакала од режија да го пуштат подготвениот прилог за глауком, кој што ете некако ќе ја најави денешната тема и како вовед во разговорот. Глаукомот е втората водечка причина за слепило во светот, според Светската здравствена организација. Представува прогресивна болест оптикопатија со оштетување на очниот нерв, кое води до постепено намалување на видот. Постојат повеќе ризик фактори и теории за причините за оштетување на очниот нерв, но една од главните причини е очниот притисок, ризик фактор врз кој моментално единствено може да се влијае. Глаукомот е наречен уште и тивок, крадец на видот, бидејќи се развива без да има специфични симптоми, се додека не се намали значително видот на едното око. Ако не се дијагностицира и лекува навремено, најчесто води до слепило. Најчестата форма е примарниот глауком со отворен агол, кој се развива постепено и неосетно. Се појавува кај 1% од населението, најчесто кај лица постари од 40 години. Во почетната фаза нема никакви симптоми. Повеќето луѓе не се ни сомневаат дека имаат очен проблем се додека значително не се намали видот. Глаукомот се развива најчесто на двете очи, но за среќа не напредува истовремено во двете очи. Ако рано се дијагностицира и се лекува навреме, може да се спречи загуба на видот. Ако имате глауком, тоа значи редовни контроли и лекување до крајот на животот. Како рани симптоми на глауком може да се јават повремено нејасно гледање, навечер гледање на светлосни кругови околу светлата, болки околу окото при гледање телевизија. Постојат повеќе фактори кои можат да го зголемат ризикот од појава на глауком. Историјат на глауком во семејството, пушење, шеќерна болест, интензивна анемија или преживеан шок, варијабилен крвен притисок на организмот, висока хиперметропија, мигрена, прележани трауми на окото, долготрајно користење на одредени капки за очи како кортикостероиди. Најчесто глаукомот се појавува на возраст на 35 години. Заради тоа, после 40-тата година потребен е редовен преглед на очите со мерење на очниот притисок еднаш годишно. И да сме повторно назад во студиото, значи како што кажав на почетокот, денешната тема за која што ќе говориме во Ваш термин е глауком или очен притисок. Значи ќе кажеме се што треба да знаете за глаукомот, како што кажав, за жал по катарактата, е втора главна причина за загуба на видот. Уште еднаш да потенцирам за оваа тема, денес говориме со доктор Сашо Ѓорѓиевски, кој што е офталмолог и ни доаѓа од специјалната очна болница Деница од Скопје. Имаме едно изненадување за гледачите, меѓутоа малку подоцна. Ајде да не веднаш кажуваме што ќе биде подарокот денес, а секако, како што знаете, отворена контактна емисија и доколку имате некој проблем во врска со видот, ако е за глаукомот уште подобро, нели, за да се поврзаме со денешната тема, можете да се јавите на нашите телефони, да поставите прашање до доктор Сашо, а секако тој ќе се обиде да ви даде насоки како да го решите вашиот проблем. Доктор Сашо, ви посакувам добри дојде за прв пат во Ваш термин и ТВ Сонце и се надевам дека ќе имаме еден убав разговор за денешната тема и ќе доставиме многу информации до нашите гледачи. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Се надевам дека ќе одговориме на се што треба. Така.
Ајде вака на почеток да кажеме првин да го дефинираме глаукомот, значи што тој представува, дали е ова состојба, некоја состојба на очите или пак можеби болест на група на одредени заболувања или болести кај очите? Па да, прво да ве пофалам, значи супер прилог, све кажано, концизно, јасно, прецизно, све што треба да се знае за глаукомот. Така. Инаку глаукомот е да, би можело спрема некои дефиниции да се дефинира како група на заболување, меѓутоа спрема Европската и Светската асоциација за глауком, тоа представува по дефиниција една оптичка невропатија која што е предизвикана поради покачување на очниот притисок и се карактеризира со покачување на очниот притисок, со оштетување на очниот нерв, односно ние викаме ескавација на очниот нерв и промени во видното поле. Пред да почнеме да збориме за глаукомот како една болест која што е широка, треба да се осврнеме на причината зошто доаѓа уствари глаукомот. Самото око си продуцира една очна водичка, која што таа очна водичка игра улога во исхрана на внатрешниот дел на окото. Исто така си има и своји одбранбени механизми за надворешните влијанија. Така да таа очна водичка се продуцира во средниот дел на окото, тоа е така нареченото цилијарно тело, во незините продолжетоци на тоа цилијарно тело. Тоа е всушност се наоѓа позади леќата. Од позади леќата продукцијата на очната водичка оди преку продолжетоците, односно процесусите кои што ја држат леќата во предната очна комора, преку допирот помеѓу ирисот и помеѓу леќата. Тука очната водичка циркулира и се дренира во еден така наречен трабекулум, односно тоа е едно сито, каде што всушност продуцираната очна водичка се дренира преку тој трабекулум во крвните садови. И на тој начин се циркулира таа очна водичка. Так, имаме гледач, може тука да ве прекинем? Ајде да го слушнеме гледачот. Добро вечер, за кого? Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Се јавува редовна гледачка. Поздрав до водителката, поздрав и до докторот. Благодариме. Имам прашање за докторот. Секако, повелете. Значи, носам наочари, диоптрија 2,20, едното око, другото 1,75 со цилиндар. Меѓутоа, подолг период е веќе 2 недели, едното око, кај што е поголем цилиндар, кај што е диоптерот поголем, ми игра. Самото око као да е вознемирено и игра, скока. Так. Па, ако може да ми одговори нешто докторот, што е тоа, дали треба да се јавам на офталмолог. И певе вака, ние сега, бидејќи се јавивте како прва гледачка, очната болница Деница доделува еден преглед, нели, бесплатен, кај нив, па можете да го искористите овој преглед вие како прва гледачка, да појдете и секако ќе можете лично со доктор Сашо и со неговите колеги таму да видите за што станува збор, а мислењето за ова сега што прашавте, секако доктор Сашо ќе ви го каже, останете да не следите понатаму. Само кажете ми го името и презимето. Како? Сузана Димевска. Димевска, добро. Сузана, да. Ете, така ти благодарам, остани да не следиш и понатаму. Доктор Сашо? Да, играњето на окото... Што би значило тоа? Не е тоа играње на окото, тоа е играње поточно на капакот на окото. Тоа обично се случува поради нервоза, стрес, напнатост, измореност. И тоа е едно надразнување на нервот кој што го инервира тој дел на очниот капак. Ова во глобала би требало да значи, меѓутоа сепак треба да се види и да се направи еден комплетен преглед и да се оцени и да се каже што е. Меѓутоа најчесто е поради таа причина. Добро, ете се надевам и гледачката дека ќе ве посети, па ќе видите за што точно станува збор и се разбира да и помогнете ако треба. Стигнавме до нешто го објаснувавте за водичката во окото, треба ли нешто да додадеме тука? Всушност, таа циркулација на очната водичка си е постојана. Тука
тоа би требало или би можело да предизвика проблем околу очниот притисок? Па вака, тоа е нешто што е важно да е нормално, така? Да, тоа е важно и тоа всушност не го дефинира очниот притисок во окото, заради тоа што самата продукција на очната водичка продуцира одреден притисок кој што треба да биде во рамките на нормалата. Сега спомнавме дека целата работа е всушност во дренажниот систем на окото. Тоа е едно сито кое што е изградено од 3 помали сита и кои што се во облик на мрежа и се наоѓаат во тој така наречен иридокорнеален агол и тука се дренира таа очна водичка. Сега тука во самото тоа сито се наоѓаат рецептори, тоа се така наречени пресорецептори, кои што всушност реагираат на покачен или на намален очен притисок и на тој начин само толку си го регулира нормалниот очен притисок, така да доколку е покачена продукцијата на очната водичка, тоа сито се развлекува, односно се шират отворите на тоа сито и се дренира многу повеќе очна водичка во крвните садови, на тој начин се одржува притисокот нормален. Так. Доколку имаме намалена продукција на очната водичка од X причини, тогаш ситото се згуснува и на тој начин го отежнува отекувањето на очната водичка и повторно се одржува нормален очниот притисок. Инаку, нормалниот очен притисок ни се движи во рамките од 10 до 21 мм живен столб. Так. Доколку од X причини дојде до пореметување на оваа рамнотежа, тогаш доаѓа до покачување на очниот притисок, без разлика дали е во дренажниот систем, односно отежнато отекување на очната водичка или пак зголемена продукција на очната водичка, и сето тоа што би довело до покачување на очниот притисок би довело последично до оштетување на очниот нерв во задниот дел на окото. Значи, каква е поврзаноста, сега и говорите дека нели очниот притисок и до губење нели на видот. Каква е поврзаноста со зголемениот очен притисок и глаукомот? Зголемениот очен притисок го предизвикува глаукомот на окото? Вака глаукомот, кажавме дека е една состојба која што зголемениот очен притисок е една од работите кои што спаѓаат во глаукомот. Значи не секој покачен очен притисок ние би го крстиле како глауком. Така. Мора да има, значи една од да кажеме од работите кои што спаѓаат во глаукомот е покачениот очен притисок. Меѓутоа мора да имаме и оштетување на очниот нерв и промени во видното поле за да ние сума сумарум го заокружиме и да го крстиме малтене како глауком. Инаку, покачениот очен притисок не значи глауком, заради тоа што имаме ситуации каде што има луѓе кои што имаат покачен очен притисок, а немаат проблеми со видот, нити па оштетување на очниот нерв. Зашто? Заради тоа што сето зависи од циркулаторните промени, односно од циркулацијата на самото око, така да доколку ни е подобра циркулацијата на окото, односно исхраната на очниот нерв и покачен очен притисок не би предизвикало оштетување на очниот нерв и обратно, доколку би имале лоша циркулација на очниот нерв, а на намален очен притисок, тогаш и намалениот очен притисок, односно тој што е во граници на нормала, би предизвикало оштетување на очниот нерв. Ајде, ме гледаш да слушаме кој е на линија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав до докторот и до болителката. Благодариме. И сакаме да преглед ако може за очи. За божиновска грозда. Така, бака, сега ние... Божиновска грозда и дали ќе работат поручекот им за поручек некој ден. Така, вака сега, бидејќи имаше само еден бесплатен преглед, тој веќе го доделивме. Се надевам во некоја следна емисија ќе може да искористите некој друг подарок, а доколку сакате да појдете во очната болница Деница, доколку имате проблем со очите, тогаш ќе се јавите во нашата телевизија, ќе ви дадеме ние бројот Деница и ќе може да појдете таму и да се исконсултирате за оние ваши проблеми кои што ги имате. Сепак ви благодарам за јавувањето. Меѓутоа, имавме само еден преглед за подарок. Се надевам во некоја следна прилика ќе имате така нешто друго да добиете. Ви благодариме на јавувањето, пријатно. Значи, секогаш кога говориме за некое заболување, обично ни требаат некои симптоми што ќе не насочат да знаеме дека се работи за таа состојба. Кои се симптомите? Како се манифестира глаукомот? А кои се пак симптомите за очен притисок? Имаат ли разлика и може ли да бидат слични
тие симптоми кога се работи за очен притисок, а пак кога се работи за глауком? Вака сега, глаукомот, значи, има, ние ги делиме на примарен и на секундарен глауком, после ќе ги споменеме. Меѓутоа, во глобала, доколку збориме за глауком, ние мислиме на тој што е примарниот глауком, што со отворен агол. Така. И тој има многу оскудна симптоматологија, малте не речено без симптоматологија. Така. Може би да се јави некое благо црвенило на очите, кое што не поминува со терапија. Може да се јават некои разлеани кругови, доколку се погледне во изворна светлина. Главоболки, да, може, меѓутоа не се главна симптоматологија на очниот притисок. Замор може да се јави и така натаму. Меѓутоа, многу оскудна симптоматологија. Заради тоа и го кажуваат глаукомот како тивок убиец на видот, заради тоа што сосема случајно го откриваме на преглед. Без разлика дали е тој преглед рутински преглед за диоптрија, и доколку видиме дека има покачен очен притисок, тогаш не го оставаме пациентот така, него го подвргнуваме на неколку испитувања за да го докажеме тој глауком или да го исклучиме глауком. Меѓутоа, сепак очниот притисок покачен би требал секогаш да биде показател. Да, секогаш е тој показател, да, заради тоа што кажавме и во дефиницијата дека се карактеризира со покачен очен притисок, промени во видното поле и во очниот нерв. Али не мора да значи. И не мора да значи, точно. Што кога само некој има проблеми со покачен очен притисок, а нема проблеми уште со појава на глауком? Кои се тие симптоми кои што се специфични пак само за покачен очен крвен притисок? Па ќе ви кажам, значи немаме некои симптоми кои што се за покачен очен притисок, заради тоа што доколку има пациентот покачен очен притисок, ние го контролираме многу почесто. Денеска имаме софистицирани методи. Сакате да кажете дека нема никакви симптоми за кога Нема да има никакви симптоми. Нема. Да. Значи не може да знае додека не симптомите да се прегледа. Да, додека не се прегледа не би можело да се види. Збориме, па ќе ви кажам за оној кој што е најчестиот, примерен глауком со отворен агол. Може би нешто да го натера пациентот да дојде на преглед, тоа па ќе ви кажам, значи е некоја блага црвенило, иритација, замор, ретки главоболки, обично навечер може да се јават во попладневните часови. Поради тие причини да дојде, да, поради тие причини па случајно да го откриеме глаукомот, или доколку пациентот знае дека во фамилија има да кажеме прво колено со глауком, па да дојде на редовен преглед, да се прегледа поради таа причина. Сакате да кажете дека и генетски наследна? Да, примерниот глауком се наследува, меѓутоа процентуалноста на наследноста не е некоја голема, негде од прилика 10 до 20% би можело да се каже дека е наследно. Значи, во секој случај, оние кои што имаат во фамилијата некој со глауком, треба да се прегледаат. Ајде да слушнаме кој е на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Сакам да го прашам нешто, доктор. Прво да ве поздравам вас и докторо. Благодариме. Имам притисок у очите. Ставаме капки, темелол и траватан. Ме интересира дали се прави пауза на тие капки и колку време? Добро, убаво прашање. Останете со нас, ке слушнете доктор Сашо што ќе ви препорача. Благодариме што се јавивте. Вака, да, тоа е тројна терапија, тоа е максималната терапија која што ја прима пациентката. Пауза не би советувал да се прави. Исто како глаукомот го третираме покачениот очен притисок како покачен крвен притисок. Значи, доколку прекинеме со терапијата, притисокот ќе се качи и додатно ќе не го оштети очниот нерв. Значи, така да не советуваме, повеќе би советувал на редовни контроли да се доаѓа отколку прекинување на терапијата. Така, ете се надевам дека слушнавте, значи еве јас ќе повторам, значи терапијата не треба да ја прекинувате, меѓутоа ќе си одите од време на време на редовни контроли кај вашиот матичен очен лекар ако веќе го имате или пак нели кај што сакате еве да се прегледате. И се надевам дека секогаш ќе биде во ред под контрола очниот притисок. Кажавме за симптомите, кажавме како се воспоставува дијагнозата, дека мора нели оној преглед што се прави за одредување на очен притисок. Зошто, кои се причините, кои се факторите на ризик? Постојат ли некои одредени конкретни ризици кои што го предизвикуваат настанувањето на глаукомот? Покрај како што кажавме поврзаноста со очниот притисок?
Ризици... Што друго би можело да биде како ризик фактор? Како ризик фактор, да, се наведуваат генетиката, значи тоа е еден од ризик факторите. Доколку имаме прво колено некој што имал покачен очен притисок, тогаш значи да, можно е да се јави. Ајде имаме гледач да го вклучиме, па ќе одговориме. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало, сакам да го прашам нешто, доктор, да поздравам вас и докторот. Благодариме, повелете. Ме интересира, па имам висок притисок во очите. Ало? Да, ве слушаме, говорете. Ало? Говорете, само намалете го тонот на телевизорот за да не ви се враќа. Е, така. Ве слушам. Имам висок притисок на очите. Така. Ставам капки темелол, азот и траватан. Ме интересира дали треба во исто време да се стават и прекини треба ли да имате на примањето на тие капки? Пред малку ми се чини, да, и мене ми се истото чини, прашање го имавте. Добро, бидете еве следите на нас, ќе ви каже доктор Сашо што и како. Кажавме дека не треба да се прекинуваат, а дали сите во исто време? Па, секои капки тимололот се става обично 2 пати, доколку не е индицирано повеќе пати, обично е 2 пати, азоптот 2 пати, 3 пати во зависност од очниот притисок, траватанот еднаш се става попладне. Доколку се погода тајмингот, секогаш треба да има растојание од прилика едно 5 до 10 минути измеѓу едните и измеѓу другите капки. Значи 5 до 10 минути треба да има малку растојание, доколку ги ставате во близок тајминг капките, сепак нели претпоставам дека да едните капки си имаат некое дејство, па другите. Се надевам дека сте задоволни од одговорот, значи капките не треба да ги прекинувате, уште еднаш да повториме, а времето кое што треба да биде помеѓу едните и другите капки треба да биде 5 до 10 минути. Значи да ги кажеме факторите на ризик, покрај факторите на ризик, значи покрај генетиката, тука спаѓаат расата, обично се јавува кај овие кои што се афроамериканците, односно од црната раса, почесто се јавува. Потоа исто така се јавуваат кај луѓе кои што имаат одредени циркулаторни промени, како што се хипертензијата, хипотензијата, диабетот, би можело да се јават. Мислам, тоа се како одредени ризик фактор, не мора да значи дека баш кај нив ќе се јави, меѓутоа тоа се некои одредени ризик фактори. Диоптриските аномалии, како што се високата миопија, хиперметропијата, исто може да бидат како ризик фактор, меѓутоа збориме за високите миопии и високите хиперметропии. Така. Доктор Сашо, на која возраст обично, која возраст е засегната? Во прилогот негде можевме да слушнеме над 40-та година. Да, отприлика. Тоа се случило ли, бидејќи некако секогаш кога говориме за сите заболувања, некако све се поместуваат границите. Таков ли е случајот со глаукомот или сепак е едно заболување и проблем со очите кој што се јавува кај повозрастната популација над 40 години? Така, во прилогот значи беше опишан примарниот глауком со отворен агол и тој се случува обично после 40-та година, прво на едното око, па потоа на другото, значи обично одат на двете очи, меѓутоа не во исто време. Меѓутоа имаме и конгенитални глаукоми кои што ни се јавуваат од самото раѓање, значи може да се јави од самото раѓање, тоа се конгенитални глаукоми, потоа имаме инфантилни глаукоми до 3-та година, јувенилни глаукоми после 3-та година, така да немаме некое правило. Меѓутоа примарно за овој примарниот глауком со отворен агол е обично после 40-та година. Така, значи ќе кажеме избор 2 и за другите глаукоми. Ајде да ги објасниме на некој начин. Ја би се осврнал повеќе на диагностиката, која што заборавивме тука, мислам ја пропуштивме да ја кажеме. Ако треба нешто да се дополни, што е друго важно освен оној преглед кој што се прави за очен притисок, што се дополнително, меѓутоа имаме гледач да го слушнеме, па ќе го кажеме за диагнозата, диагностиката, се извинувам. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Ве молам, сакам да прашам, јас имам 70 години. Така. И пред 2-3 години имав крварење во дното на десното око. И ми дадоа пентоксифилин пиев. Така. Меѓутоа скоро бев кај интернист ради лош холестерол и ми рече дека не би требало да ги пијам пентоксифилинот. Одам на контрола на 1 година за окото,
а немам притисок немам очен притисок. А нешто ми напоменуваат докторите дека глауком почеток. Така, дали доктор Сашо, Кажете ми, имате нешто да молам. прашате? Дополнително? Диабет, Дали имате хипертензија. диабет? Не диабет, немам диабет. Висок крвен притисок? Немам диабет. Притисок во очи не. А Крвен? притисок крвен, висок притисок? Молим, не ве слушам добро. Дали имате висок притисок крвен, не очен, значи оној стандарден? Не. Нормален, 120 со 80. Така, добро. Добро. Ајде, бидете на линија, останете да не следите, ќе видите мислење на доктор Сашо што ќе ви каже. Крварењето во окото, значи внатре во окото, Што би можело да? обично се случува кај луѓе кои што имаат диабет или пак кај луѓе кои што имаат нагло покачување на крвен притисок. Потоа исто така крварење на ретината би можело да се јави од тромботични промени на крвните садови. Сега тука не знам за што се работи, треба да дојде пациентката да ја видиме. Така. Пентоксифилинот го даваме за циркулација, меѓутоа не би се мешал во интернистичката терапија, доколку интернистот предлага да не се прима, тогаш не би се мешал во неговата терапија, да. Бидејќи гледачката спомна дека и посочува дека може непочеток на глауком. Глауком можно ли е такво нешто? Според она што го кажува? Да, може, доколку се работи за некој исхемичен процес позади на ретината, збориме дали е некоја тромбоза на вена, тогаш може да се јави глауком. Тој е така наречен неоваскуларен глауком и кој што е доста, мислам, со доста тешка клиничка слика, заради тоа што не се смирува нити со некоја терапија, освен оперативен зафат да се направи. Меѓутоа, точно кај пациентката не би можел да кажем дека се работи за тој облик, додека не се види. Овие за кои што ќе говориме. И за како крварење станува збор позади на научното дно. Ајде да ни објасните за диагностиката плюс што и какви испитувања плюс се прават за да се точно утврди дали станува збор за глауком? Така, значи прво се прави еден обичен офталмолошки преглед со земање на видната острина, корекција на видот, мерење на очниот притисок. Мерењето на очниот притисок има неколку методи на мерење на очниот притисок, апланациона метода, импресиона метода. Најточна е апланационата метода и тоа со Голдманов тонометар, кој што е земен како златен стандард за мерење на очниот притисок. Имаме исто така и методи кои што се со воздушна метода, исто е на база на апланација, односно зарамнување на предниот дел на корнеата. Доколку се посомневаме, односно доколку се јави покачен очен притисок, тогаш се оди на подетално испитување. Се гледа очното дно, исто и при обичниот офталмолошки преглед, се гледа состојбата на очниот нерв, доколку и тука се посомневаме дека имаме некое оштетување или доколку тоа што го гледаме, односно таа ескавација на очниот нерв личи на глаукоматозна ескавација, тогаш дефинитивно се прават испитувањата. Прво испитување кое што се прави тоа е видното поле. Видното поле ни е реален показател за периферниот вид на окото, заради тоа што при глаукомот се оштетува периферниот вид, централниот вид останува доста долго време сочуван, меѓутоа периферијата, тоа е овој периферен вид со кој што ние се ориентираме во просторот, постепено се губи. Тука би се осврнал и на почеток што го кажавме дека е тивок убиец на видот, заради тоа што ние не алармираме, не чувствуваме дека всушност го губиме видот, заради тоа што централниот вид ни е сочуван. Ни страда периферниот вид и не е наглото намалување на видот, заради тоа и не го алармираме. И сосема случајно го откриваме глаукомот. Со видното поле или периметријата реално ни покажува одредени дефекти дали имаме во видното поле или не. Сега тие дефекти во видното поле се карактеристични за глаукомот. Ние имаме дефекти и при одредени други заболувања, без разлика дали се невролошки, дали се воспалителни промени на очниот нерв, потоа исто така испади во инзулти или испади во централниот нервен систем, исто ни даваат одредени промени во видното поле, меѓутоа за глаукомот се одредени типични промени на видното поле. Доколку и тоа ни е позитивен показател, тогаш
тогаш се прави оптичка кохерентна томографија, односно тоа се прават снимки на задниот дел на окото, односно на очниот нерв, со цел бројчано и реално да ни покажат до каде и колку е оштетувањето на очниот нерв. Исто така се мери и дебелината на ретината, која што дебелина на ретината е потенка, односно поатрофична, понамалена поради притисокот кој што го врши овој очен притисок кој што го врши врз ретината. И ние постепено ни ги оштетува тие нервни влакна кои што се наоѓаат на ретината и кои што ни служат всушност за пренесување на информации до централниот нервен систем, односно да ни го опишува просторот кој што го гледаме ние. Оптичката кохерентна томографија значи ни го покажува реално колку е оштетувањето на очниот нерв. Потоа исто така со оптичката кохерентна томографија се прави уште едно снимање, тоа е мерење на дебелината на предниот дел на окото, односно на корнеата. Тоа се вика така наречено пахеметрија. Со таа пахеметрија всушност се мери предниот дел на окото, односно на корнеата, кој што си има одредени нормални вредности и доколку ни е во нормални граници, тоа се околу 555 микрони, тогаш тоа што го мериме со нашите методи на мерење е реално. Доколку ни е подебел предниот дел на окото, односно на корнеата, на рожницата, тогаш со одредени методи на мерење на очен притисок би можело да ни дадат лажно покачен очен притисок. Значи ние реално секогаш при мерење да добиваме покачен очен притисок, а всушност се работи за подебел преден дел на окото. И обратно, доколку ни е потенка рожницата, ние при мерењето на очниот притисок би добивале спротивни вредности од колку би имале подебел рожница. Од кога ќе се направат сите овие испитувања, од кога ќе се установи или утврди дека постои глаукум, како се третира, како се лекува? Дали секогаш дали треба оперативно или пак се дава некоја терапија? Како оди третманот? Да, секогаш се почнува со медикаментозен третман, односно се почнува со давање на капки. Значи не мора оперативно веднаш да се реагира? Не, оперативно не се реагира веднаш, секогаш се пробува со капки со цел за да се види дали би можеле да го регулираме очниот притисок. Се почнува со монотерапија, односно со еден тип на капки. Потоа, доколку не реагира тие, тогаш се оди на двојна терапија и на крајот, доколку тоа не реагира на тројна терапија. Тоа е едниот дел од лекувањето на очниот притисок. Вториот дел на лекувањето е со помош на ласер, односно се прават одредени народски кажано дупчиња во пределот на трабекулумот и на тој начин се овозможува отекување на очната водичка. Доколку и тоа не ни помогне, тогаш се оди на оперативен третман, кој што би можело, ние ги делиме на пенетрирачки и на непенетрирачки операции, со кој што оперативен третман се прави еден шант, односно се заобиколува тој трабекулум, односно тоа сито и на друг начин се води отекувањето на очната водичка. Што од кога ќе се направи еден хируршки зафат и кога ќе се истретира глаукумот по хируршки пат? Што следува? Потоа и колку трае таа хируршка интервенција, дали е тоа кратка, дали треба да се остане во болница, малку да ни кажете околу тоа. Така, хируршката интервенција не е долга. Карикирам, трае од прилика 15 на минути, не се лежи во болница, заради тоа што се прави во локална анестезија. После оперативната процедура се доаѓа на редовни контроли. Се со цел за да се види дали е всушност намален очниот притисок или не. Доколку не е намален очниот притисок ни со оперативниот третман, тогаш се додаваат одредени капки со цел да се намали се уште очниот притисок. Дали може кога ќе се оперира повторно да дојде до појава на глауком? Да, може повторно да дојде до појава на глауком. Кај секој човек кај секој човек е индивидуално. Зашто? Дали и се извинувам што ве прекинувам, дали се јавува на двете очи или може само на едното да се јави?
Дали глаукомот се појавува на двете очи? Тоа Обично, интересира. на двете очи се појавува глаукомот, кој што е примарниот глауком со отворен агол. Така, за кој што Прво го говориме. зафаќа едното око, па потоа другото око, и заради тоа секогаш двете очи мора да ги контролираме и мора да бидеме на предострожност кога би се јавило на другото око. А зошто после хируршкиот зафат повторно може да се јави? Кои се причините? Не е правило дека треба да се јави, Така, меѓутоа кај одредени се луѓе случува. може да се јави заради тоа што организмот, не само окото, туку и целиот организам, доколку би се направил одреден шант, односно одредено ние го викаме тоа дупче, односно за да се заокружи, односно за да се заобиколи трабекулумот, организмот има својство да го затвори тоа дупче, се со цел за да се штити самиот организам себе си. Така и кај овие оперативни процедури, значи тој шант кој што го правиме ние, може организмот после X време да го затвори, односно да зарасне тој дел и тогаш всушност таа филтрирачка операција да ни е залудна. Така да тоа може да се повтори или да се третира со капки. Сето тоа ни зависи од состојбата на очниот нерв. Значи и од состојбата на очниот нерв, и од видното поле, и од имиджинг техниките, односно од оптичката кохерентна томографија. Така. Ме интересира како пациентите кои што се соочуваат со глаукомот го живеат животот. Постои ли ризик дека глаукомот можеби со текот на годините ќе повлече и некои други проблеми? Пациентите со глауком треба нормално да живеат. Да, има одредени рестрикции кои што треба да ги почитуваат. Тоа се да се регулира крвниот притисок, како што напоменавме на почетокот за тие циркулаторни промени, да се избегнува солено јадење, премногу никотин, кофеин, значи се што доведува до покачување на очниот притисок. Исто одредени таблетки за смирување може да доведат до покачување на очниот притисок од групата на бензодиазепини, и тие треба да се избегнуваат. Инаку треба нормално да се функционира. Доколку доаѓаат на редовни контроли, доколку го држиме очниот притисок под контрола, доколку немаме никакви оштетувања, збориме понатамошни на видното поле и на очниот нерв, немаме никаква бојазност од губење на видот. Така. Сега бидејќи кажавте дека симптомите се минимални или можеби некој од нас не може ни да ги почувствува, како би требало сите ние да се превенираме? Значи, што е важно и дали можеме да го спречиме или да го одложуваме појавувањето на глаукомот, бидејќи како што кажавме, навистина е сериозен проблем и може да доведе дури до губење на видот. Па како сите ние што треба да преземеме за да, ако и може да се појави, да се фати, како што кажавте, во некоја можеби рана фаза, каде што може со медикаменти или со некои капки да се среди? Да се заштитиме не можеме заради тоа што не знаеме дали имаме или немаме глауком. Да го превенираме исто не можеме. Меѓутоа ќе треба да се оди на редовни офталмолошки прегледи. Веќе после 40-та година би требало. Редовни после 40-та година барем да се еднаш во годината, два пати. Еднаш годишно, два пати годишно. Доколку се установи одреден проблем, тогаш ние одлучуваме кога да се видиме. Доколку немаме проблем, редовен регулар очен преглед би требало да се направи за да се види дали имаме, немаме некој проблем и да го третираме доколку би имале одреден проблем. Ме интересира, не ве прашав чисто информативно, бидејќи нели секојдневно работите со пациенти кои што имаат можеби вакви или проблеми со катаракти и така натаму. Колкав е процентот, имате ли податоци, колку од нашето население се соочува со ваков проблем, со глаукома, еве конкретно? Па, процентуално не би можел да кажам. И која е најчесто возраста? Дали е, например, над 50 години или се случува да има ист број пациенти кои што се еве над 40 и помлади, да кажеме, бидејќи релативно над 40 години сме уште релативно на некој начин во некоја возраст каде што можеме да кажеме дека сме релативно помлади. Да, реално е на
постарата возраст, Така. значи болест на постарата возраст. Иако ги кажуваме тие конгенитални, инфантилни, јувенилни, значи и кај помлади се случува, меѓутоа е многу мал број на тие пациенти кои што имаат проблем со глаукомот, не дека ги нема, меѓутоа се во помал број. Грото од луѓето се во постара возраст. Ајде да не кажеме над 40 година, меѓутоа да, реално. Во секој случај, значи сепак е почесто кај повозрастните пациенти. Да. Како да кажам, са повозрастни, нека биде над 50-та година. Так. Во Македонија кај нас се одбележува светскиот ден на глаукомот, тоа ми се чини 12 март. Што вие како доктори кои што нели сте одговорни за овие заболувања на очите, се вклучувате ли во ова одбележување? Што се случува на тој ден? Имате ли нешто да кажете околу тоа? Да, секоја година има недела на глауком. 2018 од 12 март до 18 март. По повод тој ден се организира Македонското офталмолошко здружение организира бесплатни мерења на очен притисок. На плоштад обично се поставуваат чатори и на тој начин всушност се поттикнува свеста на народот за реално почесто одење на офталмолог, односно и мерење на очниот притисок, се со цел за да не се заборави дека глаукомот би предизвикал, односно би бил еден од причините за губење на видот. Самите кажавте дека е на второ место, да, после катарактата. Инаку, заборавивме да кажеме, ме прашавте преска, да, има и одредени заболувања кои што се јавуваат во склоп на глаукомот, тоа е катарактата, која што би можело да се јави како компликација на глаукомот. На глаукомот. Да. Кога ги правите оние прегледи за одбележувањето на денот, има ли многу луѓе кои што доаѓаат, па на тој начин можеби и откриле дека имаат некој проблем како глауком или очен притисок? Да. И јас сум бил дел немале никаков симптом, доаѓаат чисто превентивно, се прегледуваат и откривате дека постои проблем. Да, јас сум бил дел од тимот таму што во неделата на глаукомот кој што мереле бесплатно очен притисок и беа најдени доста пациенти беа пренасочени, односно алармирано им беше да дојдат да се прегледат. Им беше ли чудно со оглед на тоа дека не чувствувале никаков симптом? Да. Значи, обично кај сите пациенти кои што случајно откриваме покачен очен притисок, сите се вчудоневидени и изненадени и на некој начин уплашени. Так. Еве вака како при крај сме од емисијата, би сакала да заокружиме тука емисијата, бидејќи како што кажавме, очите се огледало на душата, како што вели една поговорка, односно, па видот ни е многу важен, или во секојдневниот живот, за многу работи, па да ги посоветувате нашите гледачи, да ми дадете совети како да си го чуваат видот. Треба ли некоја посебна исхрана? Треба ли многу да не ги заморуваме очите со овие наши денешни технологии што ги имаме, лаптопи, телефони и така натаму? Тоа исто сакам и да го потенцирате за децата. Да. Нели, сега говориме општо за видот, како за крај, да? За жал, од современите електронски направи не можеме да се откажеме, заради тоа што не ни може да се замисли денешниот живот без тие современи електронски уреди. Особено кај децата треба да се минимизира употребата на електронски помагала. Сепак треба да ги караме да не седат толку на телефони. Поготово за телефонот, после доаѓа таблетите, на крај доаѓа компјутерот. Порано беше во мое време компјутерот причинител, сега се веќе телефоните причинител за појава на очни проблеми. Поточно кај децата за појава на диоптрија, односно појава на диоптрија уште од порана детска возраст. Дали треба некоја посебна храна да внесуваме? Посебна исхрана треба да се има. Треба да се има една избалансирана исхрана со витамини и со минерали. Особено од витамините тука спајат витаминот А, С, Е, витаминот потоа селенот како антиоксиданс. Од исхраната тука спајаат црвеното месо, црвената овакво риба, вино црвено, се што содржи всушност антиоксиданси. Така, значи тоа е добро за видот. Доктор Сашо, ви благодарам за денес. Се надевам дека сето она што го говоревме денес ќе им биде од корис на нашите гледачи, уште повеќе што како најбитно би го издвоила тоа што за онаа тема за која што говоревме денес за глаукомот, бидејќи е без симптоми,
да се грижат за својот вид и после 40-та година, барем еднаш, Барем ако не и еднаш, два пати, да појдат на очен лекар, за да направат прегледи и да знаат дека се е во ред со здравјето на нивните очи. Благодарам уште еднаш, ви посакувам, бидејќи е нели последна емисија од ова година, ви посакувам вам среќна нова 2018-та, многу успех во работата и се разбира многу здравје. Благодарам, исто и на вас. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Ова е последна емисија, како што кажав, е пред малку во старата година. Во новата година на сите вас ви посакувам многу среќа, многу здравје, многу успеси на секое поле, а ние се гледаме секако во живо на 15 јануари со ново издание на ваш термин и нов гостин во студиото. Уште еднаш бидете здрави, среќни, весели и имајте убави, среќни новогодишни и божикни празници.